Тино од мојот влез. Жарко Кујунџиски. Беше еден ден пред Нова година. Тино од мојот влез во последен час пиша писмо до Дедо Мраз. Мама, ќе го испратиш ли писмово? Забрзана мајка му само климна со главата и ја снема низ вратата. Тато, ќе го испратиш ли писмово? Лапонија, се збуни татко му. Не, залудно ја купивме најубавата елка. Стави го меѓу гранчињата. Тино не беше задоволен од одговорот, си искрадна од дома и отиде во малата пошта до нивната зграда. Го подаде пликот кон шалтерот, но тетката од зад високата преграда не можеше да го забележи. Кога излезе надвор, помисли да го спушти во жолтото сандаче, ама не знаеше каква марка е потребна. Времето минуваше, тогаш задзвони свирчето кое еднаш му го подари Лежба. Супер јунакот од неговиот град, и тој наскоро беше таму. За кого е писмото? Праша тој. Дедо Мраз, Тино безнадежно проседи. Тоа ми е списокот на желби. Доцни ме, рече Лежба, и на изненадување на Тино додаде. Стегни го Лежба, го позаде на грбот и стана дел од звезденото небо. Надлетаа шуми, езера и градови пред да го спуштат писмото во еден оджак од камен. Тино цврсто се држеше со супер јунакот. Летајќи до Лежба, неговите желби почнаа да се остваруваат, како и во неговото новогодишно писмо. Додека оди кон градината, Тино од мојот влез здогледува кутриња како се туркаат кој е поблиску да легне до мајка им. Студено име, па така се обидуваат да се стоплат, му објаснува на татко. Кога попладне го враќаат дома со автомобилот, ситниот снег веќе има фрлено бела мушема врз асфалтот. Додека во кујната ја појадува својата порција, Тино се прашува: што би сторил еден суперхерој? Тино од мојот влез мечтае да стане Супермен, Бетмен, Спајдермен или како Лежба. Тино не е јунак од приказните, но може други нешта. Да ја погоди корпата за отпадоци кога ја фрла гумата за джвакање. Да ги изеде манџата од боранијата и салатата со цвекло и морков. Да даде гол со глава и секако од купот стари јалишта може да извлече износени палта и шал од татко му и да им ги однесе на кутрињата. Еве, храбро се провира низ училишната ограда и ги наоѓа меѓу корењата на грмушките. Им го префрла палтото, а шалот го намотува околу вратот на мајката кучка. Успешно извршена акција, вели Тино во огледалото пред да си ги измие забите. Кучето со шал цел јануари беше атракција во малото. Само Тино од мојот влез ја знаеше тајната за овој необичен подарок. Магла го проголта градот, а меѓу исчезнатите беше и насмевката на Тино од мојот влез. Колку е тажна и издодавна, рече Тино. Дедо кашла што излезе надвор, а најмалку од се ми пречи тоа што ги брише игралиштата и децата по улиците. Погледни низ прозорецот и кажи ми дали забележуваш нешто. Не грижи се, Тино. Во студените месеци одмараат полашките и тротоарите. Просејани се со слана, дремат под пластови снег, така се полнат со сила. Баба му реално се соочуваше со ситуацијата. Добро, а што е лек против магла? Ветар. Отсечено рече таа. Ветар и магла. Ветар против магла. Се замисли Тино па извика: идеја! Истрча до плакарот во предсобието, пронајде еден стар вентилатор, го изнесе на балконот и го вклучи. Зарем не е веќе доволно ладно? Не сваќаш? Ќе им јавам и на другите. Ќе создадеме вештачки ветар и заедно ќе избркаме маглата. Тино погледна на надвор и веќе почна да замислува како ги игра идните игри врз освежените патеки на градот. До тогаш, мирен сон улици. Ако сакате да дочитате оваа книга, можете да ја најдете во Антолог.